Книга Осија, глава 1. Господовото слово што му дојде на Осија, синот Веириев, во денови на Озија, Јоатам, Ахаз и Езекија, јудејските цареви, во деновите на Еровоам, синот Јоасов, израелскиот цар. Почеток на Господовото слово на Осија. Господ му рече на Осија: Оди, ожени се со блудница и народи блуднички деца, зашто земјата му се предаде на блудот, одметнувајќи се од Господа. И тој отиде, ја зеде Гомера, ќерката Димлаимова, која зачна и му роди син. Господ му рече: наречи го со името Езраел, зашто уште малку и ќе ги казнам израелските колежи на Јуевиот дом, и ќе го докрајчам царството на Израелевиот дом. И во тој ден ќе го скршам израелскиот лак во Израелската долина. И таа пак зачна и роди ќерка. И Господ му рече: наречи ја со името Непомилувана, Ло Рухама, зашто од сега нема да ми биде мила Израелевата куќа, ќе се повлечам од неа. А ќе ми замилее Јудината куќа, ќе ја спасам со Господа, со нивниот Бог, а не ќе ја спасам со лак, со меч, ни со копје, ни со коњите, ни со коњаниците. Кога ја одби Непомилувана, Ло Рухама, пак зачна и роди син. И Господ рече: наречи го со името Лоами, не мој народ, зашто веќе не сте мој народ и јас веќе не сум ваш Бог. А израелевите деца ќе бидат на број како морска песок, што не може да се измери ни да се изброи. Во место каде што им зборуваат: вие не сте мој народ, ќе ги наречат синови на живиот Бог. Ќе се обединат јудините синови и израелевите синови. Ќе си постават за себе еден главатар и ќе заминат од земјата, зашто голем ќе биде израелскиот ден. Глава 2. Кажете им на своите браќа: народу мој, на своите сестри, помилувана. Поднесете тужба, поднесете против својата мајка, зашто таа не ми е жена, а јас веќе не сум и маж. Нека ги отфрли блудствата од себе и прељубата меѓу своите дојки, за да не ја свлечам гола, та да направам да биде како на денот на своето раѓање, за да не ја претворам во пустина, за да не ја претворам во сува земја и за да не ја поморам со жед. Јас нема да ја ги милувам децата, зашто тоа се блуднички деца. Да, нивната мајка му се предаде на блудството, се срамеше онаа која ги зачна. Да, рече: ќе трчам по своите љубовници, по нив кои ми ги даваат мојот леб и водата, мојата волна и ленот, маслото и мојот пијалак. Заради тоа ќе го заградам патот со трња, ќе ја опкружам со ѕид, за да не ги најде веќе своите патеки. И ќе трча по љубовниците, но не ќе ги стигне, ќе ги бара, но не ќе ги најде. Тогаш ќе рече: одам да му се вратам на првиот маж, зашто посреќна бев порано отколку сега. И таа не разбра дека јас и давав и жито, и вино, и масло, дека ја обсипував со сребро и со злато, од кое направија идол за Ваала. Затоа ќе го земам назад своето жито во свое време и своето вино во вистински час, ќе ги одземам својата волна и својот лен, со кој требаше да ја покрива својата голота. Сега ќе го откријам срамот пред очите на нејзините љубовници и никој нема да ја избави од мојата рака. Ќе им направам крај на сите нејзини веселби, прослави, млади месечини, саботи и на сите нејзини празници. Ќе ги запустам лозите и смоквите за кои зборуваше: тоа е платата што ми ја дадоа моите љубовници. Ќе ги претворам во грмушници и полските животни ќе ги брстат. Ќе ја казнам за Вааловите денови на кои им кадеше, се китеше со гривна и со огрлица и трчеше по своите љубовници, а мене ме забораваше, говори Господ. Еве, затоа ќе ја привлечам, ќе ја одведам во пустината и ќе му проговорам на нејзиното срце. И таму ќе ги вратам нејзините лозја и од Ахорската долина ќе направам врата на надеж. Таму ќе ми се одзива таа како во деновите на својата младост
како во времето кога излезе од Египет. Во оној ден, говори Господ, ти ќе ме викаш, мажу мој, а не ќе ме викаш веќе, Ваалу мој. Ќе ги отстранам од устата ваалските имиња и веќе не ќе им ги споменува имињата. Во оној ден ќе склучам за нив сојуз со животните во полето, со небесните птици и со земните ползачи, ќе ги истребам од земјата лакот, мечот и војната, за да почиваат мирно во неа. Ќе те свршам довека за себе, ќе те свршам во правда и справедливост, во добрина и во милост. Ќе те свршам за себе во верност и ти ќе го сознаеш Господа. Во оној ден, говори Господ, ќе им се одзвијам на небесата, а таа ќе им се одзвие на земјата. Земјата ќе им се одзвие на житото, на виното и на маслото, а тие ќе му се одзвијат на Езраел. И ќе ја посеам за себе во земјата, ќе ја замилувам непомилуваната и ќе му речам на немој народот, ти си мој народ, а тој ќе рече, Боже мој. Глава 3. Потоа Господ ми рече, оди пак, љуби ја жената која љуби друг и прави прелюба, како што Господ ги љуби Израелевите деца, додека тие се свртуваат кон други богови и копнеат по колачиња од грозје. Тогаш јас ја купив за 15 сребреници, за гомор и летек јачмен. И реков, за многу дни ќе ми останеш повлечена, не ќе блудничиш, ниту ќе му се даваш на некој човек, а ни јас нема да пристапувам кон тебе. Зашто многу денови Израелевите синови ќе останат без цар и без кнез, без жртва и без столб, без наплетник и без терафими. Потоа Израелевите синови ќе се вратат, ќе го бараат Господа својот Бог и Давида својот цар. Со страв ќе им пристапуваат на Господа и на неговите добрини на крајот на деновите. Глава 4. Чујте го Господовото слово, Израелеви синови, зашто Господ спори со жителите на земјата. Нема веќе верност, нема милост, нема познавање Божјо на земјата, туку проклетство и лага, убивање и кражба, прелюба и насилство, една крв ја стигнува другата. Затоа земјата ќе тагува и ќе гинат сите нејзини жители со полските ѕверови и со небесните птици, та ќе гинат и рибите во морето. Сепак, нека никој не се препира, нека никој не укорува. Но со тебе треба да се препирам, свештенику. Дење ти ќе се слизнуваш, а ноќе со тебе ќе се слизнува и пророкот. Ќе погубам твојата мајка. Мојот народ гине, нема знаење, зашто ти го отфрли знаењето и јас те отфрлам тебе од моето свештенство, зашто го заборави законот на својот Бог и јас ќе ги заборавам твоите синови. Колку повеќе ги имаше, толку повеќе грешеа против мене, својата слава ја заменија со срам. Тие се хранат со гревовите на мојот народ, душата им лакоми за неговите беззаконија. И со свештеникот ќе биде како и со народот, ќе го казнам за неговите патишта и ќе му наплатам за неговите дела. Ќе јаде, но нема да се насити, ќе блудствува, но не ќе се размножува, зашто тие прекратија да му служат на Бога. Блудството, пиелаците и виното им го пленија срцето. Мојот народ бара совет од дрво, неговата палка му дава одговори, зашто духот на развратот ги заведува нив, та бегајќи од својот Бог му се предаваат на блудството. Тие жртвуваат на горските врвови и кадат на ридовите под даб, јаблан и под топола, зашто е толку пријатно под нивната сенка. И затоа му се предаваат вашите ќерки на блудството, прават прелюба вашите невести. Не ќе ги казнам ќерките зашто блудничат, ниту вашите невести зашто прават прелюба. Зашто тие сами одат насамо со блудниците и жртвуваат со храмските љубовници. Така, без разум народот оди во пропаст. Ако ти, Израелу, му се предаваш на блудството, барем Јуда нека не греши. И не одете во Галгал, не искачувајте се во Вет Авен, не колнете се, живиот ми Господ. Зашто како тврдоглава јуница, Израел стана тврдоглав, па како Господ да го спаси сега,
како јагне во широка ливада. Ефрем се здружи со идолите, остави го. Одвратно е нивното пијанство, му се предаваат целосно на блудството. Нивните кнезови го сакаат срамот. Виерот ќе ги стегне со своите крилја и ќе се засрамат од нивните жртви. Глава 5. Чујте го ова, свештеници. Внимавај, Израелев дому, царев дому. Де послушај, зашто судот е ваш. Вие бевте примка во Миспа и обтегната мрежа во Тавор. Длабока јама ископаа престапниците, но ќе ги казнам сите. Јас го познавам Ефрема и не ми е скриен Израел. Да, Ефрем му се предаде на блудството. Се оскверни Израелу. Не им даваат нивните дела да му се вратат на својот Бог, зашто духот на блудството е меѓу нив. Тие не го познаваат Господа. Гордоста на Израел сведочи против него. И Израел и Ефрем ќе паднат од своето беззаконие, и Јуда ќе падне со нив. Ќе оди со овците и со говедата да го бара Господа и нема да го најде. Се оддалечи од нив. Го изневерија Господа, родија копилиња, вжарен ветер ќе ги проголта нивните полиња. Засвирете во рог во Гаваја, во труба во Рама, узбунете го Вет Авен, после тебе Венијамине. Ќе го запустее Ефрема до денот на казната. Меѓу израелевите племиња јас известив за тоа. Јудејските кнезови станаа како оние што ги преместуваат меѓите. Врзнив, ќе го излеам како вода својот гнев. Ефрем е угнетувач, тој ја гази правдата, зашто му се допадна да оди по ништожество. А јас ќе му бидам на Ефрема како молец, како гнилеш на Јудината куќа. Тогаш Ефрем ја виде својата болест, а Јуда својата рана. И Ефрем тргна во Асирија, Јуда му се обрати на царот Јареб. Но тој нема да ве исцели, ниту ќе ви ја залечи вашата рана. Зашто како лав ќе му бидам на Ефрема, како лавче на Јудиниот дом. Јас ќе раскинам и ќе си отидам, ќе однесам и никој не ќе спаси. Ќе тргнам и ќе се вратам на моето место, додека не ја признаат вината и додека не го побараат моето лице. Во својата тага тие ќе ме бараат од рано утро. Глава 6. Ајде да му се вратиме на Господа. Тој раскина, тој ќе не исцели. Тој не рани, тој ќе не ги завитка раните. По 2 дни ќе не оживее, на 3-тиот ден ќе не подигне, и ние ќе живееме пред него. Да се стремиме да го запознаеме Господа. Како утринската зора е неговото јавување. Тој ќе ни дојде како есенски дожд, како пролетен дожд што ја натопува земјата. Што можам да сторам за тебе, Ефреме? Што можам да сторам за тебе, Јудо? Вашата побожност е како утрински облак, како рана роса што ја снемува. Затоа ги сечев преку пророците и ги убивав со зборовите на својата уста. Но твојот суд ќе излезе како светлина. Зашто милоста ја сакам, а не жртви, и познавањето на Бога повеќе од палениците. Но тие како Адама го прекршија заветот и таму ме изневерија мене. Галат е злосторнички град, полн со крвави траги. Свештеничката дружба е како разбојничка заседа. Убиваат по Сихемскиот пат, на вистина прават срам. Ужас видов во Израелевиот дом. Таму Ефрем му се предава на блудството и се обесветува Израел. И тебе, Јудо, ти одредив жетва, кога ќе свртам судбината на својот народ. Глава 7. Кога сакам да го лечам Израел, се открива Ефремовото беззаконие и злобата на Самарија. Тие се занимаваат со измама. Крадецот провалува во куќата, а надвор напаѓаат разбојници. И тие не велат во своето срце дека јас го помнам сето нивно беззаконие. Но сега нивните дела ги опколија. Тие стојат пред моето лице. Го веселат царот со својата злоба, а кнезовите со својата подмолност. Сите тие се прелюбници, како вжарена печка, што пекарот веќе не ја вжарува кога ќе го замеси тестото, па додека не скисне. Во денот на нашиот цар,
Кнезовите се разболеа од жестокоста на виното, а тој им ја испружува раката на пијаните. Во завера срцето им се вжарува како печка, нивната јарост дрема цела ноќ, наутро се разгорува како огнен пламен. Сите се распалиле како печка, да ги проголтуваат своите судови. Сите нивни цареви паднаа, а ниеден од нив не ме повика. Ефрем се меша со народите, Ефрем е погача што не ја превртија. Туѓинците ја јадат неговата сила, а тој тоа и не го знае. Седите коси му ја обелија главата, а тој тоа и не го знае. Израелевата гордост е понижена во нивните очи, и тие не се враќаат кај Господа, својот Бог, и покрај се тие не го бараат. Ефрем е како наивен гулоб и без срце, тие го повикуваат Египет, одат во Асирија. Каде и да одат, ќе распнам мојата мрежа врз нив, ќе ги оборам како небесните птици, ќе ги казнам како што слушале во нивното собрание. Тешко им ним, зашто избегаа од мене. Гибел за нив, зашто се побунија против мене. Сакам да ги откупам, а тие лажат против мене. Тие не ме повикуваат од срце, кога ле лекаат на своите легла, го раскинуваат своето лице заради житото и виното, ама се бунат против мене. Додека јас им ја крепев мишката, тие смислуваат зла против мене. Се завртуваат кон ништожествата, тие се како измамливиот лак. Заради дрскиот јазик, кнезовите ќе им паднат од меч. Тоа ќе им биде подсмев во египетската земја. Глава 8. Трубата на уста, како стражарот на Господовиот дом, зашто тие го престапија мојот завет, го престапија мојот закон. Ми викаат мене, те познаваме Божи Израелев. Ама Израел го отфрли доброто, непријателот ќе го гони. Поставуваат цареви без мене, бираа кнезови без мое знаење. Од своето сребро и злато си направија лажни богови, за да бидат уништени. Го отфрлив твоето теле, Самарио, мојот гнев се распламте против нив. До кога ќе останат нечисти Израелевите синови? Некој уметник го направи, и тоа не е Бог. Самариското теле ќе се претвори во делови. Посеа ја ветер и ќе пожнеат бура. Житото не ќе им изртее, не ќе даде брашно, и ако даде, ќе го изедат туѓинци. Израел е проголтан. Еве го меѓу народите како нескапоцена посадка. Зашто отидоа кај асирецот, кај дивото осле што живее само. Ефрем ги дарува љубовниците. Само нека ги дарува. Сега ќе ги распрсна меѓу народите и наскоро ќе се растреперат под товарот на царот на кнезовите. Ефрем ги умножи жртвениците, тие му послужија за грев. Да му напишам и 1000 своји закони, тие ќе ги сметаат за туѓи. Нека ги жртвуваат за кланиците што ми ги принесуваат, нека јадат месо. На Господа не му се угодни. Од сега ќе ги спомнува нивните беззаконија и ќе ги казнува нивните гревови. Тие ќе се вратат во Египет. Израел го заборави својот творец и си изгради дворци. Јуда ги умножи цврстите градови. Ќе пуштам оган врз нивните градови, огнот ќе му ги голтне дворците. Глава 9. Не радувај се, Израелу, не воскликнувај како другите народи, му се предаде на блудството, зашто откако го остави својот Бог, ја засака блудничката плата по сите гумна. Ни гумното ни кацата не ќе ги хранат, и младото вино ќе ги измами. Не ќе живеат веќе во Господовата земја. Ефрем ќе се врати во Египет и ќе јадат нечисти јадења во Асир. Не ќе му налеваат веќе вино на Господа, ниту ќе му ги принесуваат своите жртви. Лебот ќе им биде како леб на жалост и ќе биде нечист кој ќе го јаде. Зашто нивниот леб е само за нив, нема да влезе во Господовиот дом. Што ќе правите во празничен ден, во денот на Господовиот собир? Зашто еве, како отидоа пред запустувањето, Египет ќе ги прифати, Мемфис ќе ги погребе.
купривата ќе ги наследи нивните сребрени блага, нивните шатори ќе зарастат во трње. Дојдоа деновите на казната, дојдоа деновите на одмаздата. Израел нека знае. Пророкот е луд, вдахновениот блада. Заради твоето големо беззаконие и заради големата омраза. Ефрем е стражар покрај мојот Бог. Пророкот стапица за птици на сите негови патишта, соблазна во куќата на неговиот Бог. Паднаа во длабока расипаност, како во деновите на Гаваја. Господ ќе си спомне за нивните беззаконија и ќе ги казни нивните гревови. Го најдов Израел како грозје во пустината, ги видов вашите татковци како ран плод на смоквата. Тие дојдоа во Велфегор, му се посветија на срамот и станаа грозотии како нивните љубимци. Ефремовата слава одлета како птица, од раѓањето, од утробата, од зачнувањето. Но иако ги одгледаа своите синови, ќе ги одземам пред добата на мажеството. Да, тешко им ним кога ќе ги оставам. Ефрем е како да го гледам тир посаден во нива, но Ефрем ќе ги води своите деца на колене. Дај им, о Господи, а што да им дадеш? Да им утроба што не раѓа и сушени гради. Во Галгал е сета нивна злоба, таму ги замразив. Заради нивните лоши дела ќе ги истерам сите од својата куќа. Не ќе ги љубам веќе, сите кнезови им се одметници. Ефрем е поразен, им се исуши коренот, не ќе има род. Иако им се родат деца, ќе им го умртва милиот плод на утробата. Мојот Бог ќе ги отфрли зашто не го послушаа и ќе скитаат меѓу народите. Глава 10. Израел беше бујна лоза, таа донесуваше богат плод, и колку повеќе му се раѓаа плодови, толку повеќе ги умножуваше жртвениците. Колку побогата му беше земјата, толку понакитени столбови подигаше. Нивното срце е поделено. Ќе го исплатат тие тоа. Тој ќе им ги сруши жртвениците, ќе им ги искрши нивните столбови. Тогаш ќе речат: ние немаме цар, зашто не се боевме од Господа. Та што би сторил тој? Исторуваат зборови, се колнат лажно, склучуваат сојузи, а судот цвета како отровни билки во браздите на полето. За ветавенското теле треперат жителите на Самарија. Да, заради него тагува неговиот народ. Неговите свештеници тажат над него, над неговата слава, зашто е протерана од него. А самиот него ќе го одвлечат во Асирија за дар на големиот цар. Срам ќе го опфати Ефрема. Израел ќе се црвенее заради својата одлука. Самарија е уништена. Нејзиниот цар ќе исчезне како пена врз површината на водата. Ќе бидат разурнати срамните високи места, Израелевиот грев. Трње и чички ќе растат по нивните жртвеници. Тогаш ќе им зборуваат на ридовите: покрите не, и на бреговите паднете на нас. Грешете повеќе отколку во гавајските денови Израелу. А и да застанеа таму, не ќе ли ги стигнеше војната како гавајските беззаконици? Ќе ги казнам како што ќе ми се допадне. Народите ќе се соберат против нив, за да ги казнат за двојно беззаконие. Ефрем е добро научена јуница, која сака да врши. Убавиот врат ќе го ставам во јарем, ќе го впрегнам Ефрема. Јуда ќе ора, Јаков ќе ги крши грутките. Сејте правда, ќе пожнеете љубов. Расчистувајте нови земји. Време е да го барате Господа, додека не дојде и да ви дожди со правда. Оравте безбожност, жнеевте беззаконие. Јадевте плод на измама. Се надеваше на својата кола и во мноштвото своји јунаци. Затоа бојната врева ќе се разлева низ твоите градови и сите тврдини ќе ти бидат разурнати, како што Салман го разурна Вет Арвел во воен ден, кога мајката ја погубија со нејзините деца. Еве што ви направи ветил, зашто потонавте во зло, во зората ќе го снема за секогаш израелскиот цар. Глава 11.
Додека Израел беше младенец, јас го љубев, го повикав мојот син од Египет. Но колку повеќе го викав, се подалеку одеа од мене. Им жртвуваа на валовите идоли, им кадеа на киповите, а јас го учев Ефрема да оди, држејќи го за неговите раце, но тие не сознаа дека се грижев за нив. Ги привлекував со човечки јажиња, со врските на љубовта. Им бев како оној кој во нивната челуст ја олабавува уздата. Се наведнував над него и му давав да јаде. Тој ќе се врати во египетската земја, а сирецот ќе му биде цар, зашто не сакаше да се врати кај мене. Мечот ќе почне да беснее низ неговите градови, ќе ги погуби неговите младенци, ќе голта заради неговите помисли. Мојот народ е наклонет кон отпаѓање, иако го повикуваат кон вишниот, никој нема да го исправи. Како да постапам со тебе, Ефреме? Како да те предадам, Израелу? Дали да постапам со тебе како со Адма? Дали да постапам со тебе како со Севоим? Моето срце ми се врати во мене, милосрдието ми пламна. Не ќе му дадам веќе замав на гневот, не ќе го сотрувам пак Ефрема, зашто јас сум Бог, а не човек, светец сред тебе, не ќе доаѓам веќе гневен. Тие ќе одат по Господа, тој ќе го даде својот глас како лав, а кога ќе го даде својот глас, неговите синови ќе дојдат весело од запад, ќе дојдат како птици од Египет, како гулаби од асирската земја, и ќе ги населам по нивните куќи, говори Господ. Ефрем ме опколи со лага, и Израелевиот дом со измама, а и Јуда уште му е непостојан на Бога, на верниот светец. Глава 12. Ефрем се храни со ветер, трча по источниот ветер цел ден. Се повеќе се неговите лаги и насилства. Склучуваат сојуз со Асирија, носат масло во Египет. Господ има парница со Израел, ќе го казни Јакова според постапките, ќе му врати според неговите дела. Уште во мајчината утроба го истисна братот, во машката сила се бореше со Бога. Се бореше со ангел и го надвладеа, плачеше и го молеше. Го најде во Ветил и таму Бог зборуваше со него. Да, Господ, Бог над воинствата, Господ е неговото име. И така, врати му се ти на својот Бог, чувај ги љубовта и справедливоста и надевај се секогаш во својот Бог. Во раката на Ханан е крива мерилка, тој сака да задржува. И Ефрем рече, само се збогатив, натрупав благо. Но од сета печалба ништо не ќе му остане, зашто сгреши со беззаконија. Јас сум Господ твој Бог, од египетската земја. Уште ќе ти дадам да живееш под чатори, како во деновите на средбата. Ќе им зборувам на пророците, ќе ги умножам виденијата и ќе ги учам преку зборовите на пророците. Галат е на вистина беззаконие, сама суета. Во Галгал жртвуваат бикови, затоа жртвениците ќе им бидат како куп камења во полските бразди. Јаков избега во арамскиот крај. Израел служеше за жена, за една жена чуваше стада. Но преку пророк Господ го изведе Израел од Египет и преку пророк тој го чуваше. Ефрем го навреди прегорчливо, затоа ќе остане врз него. Неговиот Господ ќе му ги врати хулите. Глава 13. Кога зборуваше Ефрем, задаваше страф, зашто тој беше првенец во Израел, но сгреши со Ваала и загина. И сега уште грешат тие, правејќи си идоли од сребро, идоли според својата замисла. Сите тие се дело на ракотворец. Ним велат, жртвувајте им, луѓето нека ги целиваат телињата. Затоа тие ќе бидат како утрински облак, како роса што ја снемува бргу, како плева разнесена од гумното, како дим што излегува низ отворот. А јас сум Господ, твој Бог, се од египетската земја. Не љуби друг Бог освен мене. Нема спасител освен мене. Јас те љубев во пустината, во сувата земја.
Јас ги пасев и беа сити, наситените срца им се вообразија и така ме заборавија. Затоа ќе им бидам како лав, како леопард што дебне на патот, како мечка на која ги грабнаа мечињата, јас ќе се фрлам на нив. Ќе им ги раскинам градите до срцето, како лав ќе го изедам нивното месо, полските зверови ќе ги растргаат. Ќе те уништам, Израелу, и кој ќе ти помогне? Та каде ти е царот за да те спаси? Каде се твоите кнезови за да те бранат? Оние за кои зборуваше: дај ми цар и кнезови. Во својот гнев ти дадов цар, и во рассрденост ти го земам. Добро се чува Ефремовото беззаконие, неговиот грев добро е пазен во скривалиште. Врз него дојдоа родилни болки, ама тој е лудо чедо, не излегува навреме од мајчината утроба. Јас ќе ги избавам од власта на пеколот, ќе ги спасам од смртта. Смрт, каде е твоето осило? Гробу, каде е твојата победа? За тоа нема да се покајам. Така е плоден Ефрем меѓу браќата, но ќе дојде источен ветер, Господов ветер од пустината, ќе му ги исуши изворите, ќе му ги пресуши кладенците, ќе му ја ограби ризницата, ќе му го однесе благото. Самарија ќе биде запустена, зашто се побуни против својот Бог. Тие ќе паднат од меч, нивните младенци ќе бидат погубени, ќе им ги распорат нивните трудни жени. Глава 14. Израелу, врати се кај твојот Господ Бог, зашто падна заради твоето беззаконие. Земете ги со себе зборовите и обратете се кон Господа. Речете му: одземи го од нас беззаконието и прими го за добро, и ние ќе ти дадеме благодарни приноси од своите усни. А сирецот нема да не избави, и не ќе јаваме веќе коњи, ниту ќе му зборуваме на делото на своите раце, Боже наш, зашто сирачето наоѓа милост во тебе. Ќе ги исцелам од нивното отпаѓање, ќе ги љубам од сето срце, зашто мојот гнев се одврати од нив. Ќе му бидам како роса на Израел, тој ќе цвета како лилјан, ќе пушти корен како на ливан, ќе ги шири гранките далеку, славата ќе му биде како на маслината, мирисот како ливан. Пак ќе се врати во мојата сенка, ќе одгледува својата пченица, ќе ги одгледува лозјата што ќе го добијат името на ливанското вино. Ефреме, што имаш ти уште со идолите? Јас го послушав и го погледав. Јас сум како зелениот чемпрес. Преку мене си плодоносен со плодови. Кој е мудар, нека го свати ова, и разумниот човек нека сознае. Зашто Господовите патишта се прави, праведниците одат по нив, а грешниците паѓаат на нив.